Добро дојдовте назад во Јужна Африка. Како што најавив на почетокот на емисијата, во фокусот го имаме BMW серија 7. Седма генерација поред и таа носи револуција, не само еволуција, пред се во низиниот изглед, но многу поважно е што BMW останува доследен на старото школо. Што значи тоа? Во ерата на електрификација и забрзано итање кон батериските електрични возила, BMW нуди дури 3 солуции, а тоа е потполно да се возите на струја, да имате хибриден погон, но со избор на бензински и дизел мотори. Покрај монументалниот изглед на предницата кој веќе наликува на луксузно возило, па дури и биколорноста на каросеријата, оваа каросерија има должина од 5,4 метри. И го гледате и дизајнот на задната страна. Тој е направен да ве подсети дека BMW има многу солуции, не само што се однесува до механиката, туку и до електрониката. За жал на ова прекрасно афричко сонце не може да ви ги демонстрираме сите ефекти, светлосни ефекти што може да ги направи BMW, но изгледот не е се за BMW. Повеќе зборуваме за карактерот. Па кога сме за карактерот на ова луксузно возило, доволно е само да допрете едно копче и веќе ви се отвара прекрасен интериер. И погледнавте како е внатре. Со самото влегување во внатрешноста се чувствувате како да сте влезени во нечиј кабинет. Електрификацијата е апостроф на серијата 7, но исто така и електрониката е приказка сама за себе. Ова не е само спортска луксузна лимузина, ова е кабинет или дом на тркала. Тоа го докажува не само просторноста во внатрешноста, не само изработката на сите детали во интериерот, туку и, како што реков, електрониката. Од секоја страна на задните седишта имате тачскрин од 12,3 инчи, кој е голем како еден просечен паметен телефон, а преку него можете да ја контролирате внатрешноста. И што има да се контролира? Па, голем дел од функциите во автомобилот. Пред се можете да ја контролирате дискрецијата во внатрешноста, само со едно притискање на копче. Веднаш се наоѓате во една уште поудобна и поизолирана средина. Ја немате никаквата, односно го немате никаквото влијание од надворешноста. Што се однесува до другите остварувања во интериерот, многу битно и никој до сега го нема вградено, а тоа е големиот дисплеј. Јас ќе ви демонстрирам што се случува. Погледнете само горе. Од самиот покрив се спушта извонредно голем дисплеј кој има 31,3 инчи диагонална должина, што е рамно на скоро 1 метар, а на него можете да работите, можете да гледате програма и можете да уживате изолирани во патувањето. Седењето е извонредно, но ова е пред се луксузна и бизнис лимузина, а за да таа биде потполна, треба оној што седи на VIP седиштето, значи диагонално назад од возачот, да ја има целата удобност која му е потребна. Затоа се вградени дури 36 масажери на секое седиште, за да се релаксирате при подолги патувања. Трансформацијата на просторот трае, да кажеме, околу 30 секунди, а во неа совозачкото седиште иде скроз напред, се крева потпирачот за нозе и ве спушта во една опуштена положба на телото. Јас не сум навикнат секојдневно да уживам во оваа положба во автомобилот, но погледнете.
во оваа внатрешност вие имате скоро простор и да легнете, да одморите, додека вашиот возач ве носи каде што вие ќе посакате. А што се однесува до релаксацијата, ќе се обидеме да се релаксираме со нешто на големиот екран, кој е уникатен во автомобилската индустрија. И сега само треба да изберам она што сакам да го гледам. А веднаш потоа ќе се појави на дисплејот. И нашата омилена автомобилска серија е на дисплејот. Што е интересно за дисплејот? Тој може да има репродукција на слика во висока резолуција, во 4К или 8К. Тоа е на вас да одберете која резолуција ќе ја изберете. Гледате, има разлика и тоа квалитативна и во развлекувањето на самата слика. Но, бидејќи нашата програма е во висока резолуција, ќе ја избереме само високата резолуција. И тогаш сме онака како што сакаме да бидеме. Може да уживаме во патувањето. А после патувањето доаѓа на ред и да ги возиме овие прекрасни BMW серија 7 возила. За жал, секогаш е тешко да се напушти вака прекрасна средина во која треба да се ужива во секој момент, а обезбедено ни е тоа од BMW. За жал, ќе кажам повторно за жал, тука не сум за да уживам, тука сум за да го возам BMW серија 7. Ке имаме шанса да ги пренесеме нашите впечатоци од возењето на електричната, но и на плагин хибридната изведба која носи ознаката 740, значи потполниот со бензински мотор. Од господин сега одам на позиција на возач. BMW 7 е вистинска ризница на електроника и таа е во функција на возачот. Само со едно притискање на копчето, гледате, вратите се затвораат и веќе е време да почнеме со возењето. BMW серија 7 ги има сите опции на моторизација. Бензински мотори, дизел мотори и сите се тие со благи хибриди. Истите мотори ја имаат и плагин хибридната верзија, а врв на понудата е i7. Потполно електричен автомобил со батерија од 101 киловат-час. Што се однесува до возењето, ви го дава чувството како да лебдите над патот. Тоа искуство Rolls-Royce го вика магичен килим, а BMW може да го нарече слободно баваријски килим, бидејќи е толку усовршено да возачот не само што ужива во возењето, туку има и извонредна интеракција со автомобилот. Првото искуство ми беше со BMW 740, кој е линијски шестак со 375 конски сили. И она што многу ме зачуди е неговата економичност. Со навистина динамично возење постигнав само 10,6 литри потрошувачка, а сите 375 коњи секогаш беа впрегнати на крајот на нивните можности. Сепак, BMW напоменува дека седмата генерација на серијата 7 е направена со една малку поинаква филозофија. Како што ви демонстрирав пред да почнам да возам, тоа е ориентирана кон потполно уживање на оние што се возат на задната клупа. Не можам да кажам дека е задна клупа, туку задни седишта, на кои навистина се ужива кога некој друг ве вози. Сепак, BMW
направи и покрај тоа искуство да биде новата генерација на серијата 7 возачки ориентиран автомобил. Затоа што со неговите 5,4 метри должина се приметува дека се контролира и се однесува како компактен автомобил. Тоа е и поради можноста на задните тркала да ги управувате, па радиусот на вртење во градски услови, а исто така и кога возите по свиоци е многу намален и многу е поедноставено возењето, особено управувањето со воланот кое не бара големи вртења. Врвот на понудата реков дека е моделот i7 и покрај неговите 2,8 тони тежина поради огромните батерии кои ги има од 101,7 киловат-часови, тој се однесува како да е 1 тон полесен. Неговите забрзувања се фантастични. Можете да забрзувате како да сте во спортско купе. Декларираните вредности велат дека од стоечка позиција до 100 км на час можете да забрзате за нешто помалку од 4 секунди, што е извонреден податок. И 7 е опремена со 2 мотори, па така се добива и погон на сите тркала. На предната оска е мотор кој има 285 конски сили, додека на задната оска е поставен мотор од 320 конски сили. Но, кај електричните возила имаме еден друг предизвик. Колкав е дострелот на автомобилот? Со паметна технологија BMW успеа да направи адаптирање на секој тип на возење. Па така, автомобилот сам се адаптира на стиловите на возење, на возачот и се обидува да извлече не само максимална сила и удобност, туку да извлече и максимална економичност. За 2,8 тони тешко возило, а имав шанса да го возам во секакви сценарија, значи на горнини, на долнини, на автопат и во урбана средина, се забележува една просечна потрошувачка од 20 киловат-часови на 100 изминати километри, што е според мене извонреден податок. Може би доаѓа во коализија со официјалните податоци дека има домет од 590 до 620 километри. Со оваа потрошувачка јас би можел да поминам некаде околу 500 километри, што е сосема добар податок. Возењето на i7 е потполно фасцинантно, како да возите спортски автомобил. Сепак, поентата на електричните возила не е да ја цедите силата од нив, туку да го прифатите еколошкиот предизвик за кои се всушност направени. Затоа со i7 јас ќе си ги смирам страстите. На почетокот ја спомнав електрониката, а во седмица ја има во изобилие. Пред се морам да се осврнам на екраните кои се пред вас, а за инфотеймент системот е 14,7 инчен, додека за возачот е 12,1 инчен. Заедно со 31 инчен медија кој е фасцинантен, ова возило има повеќе од 1 квадратен метар монитори. Но тоа не е сета моќност на BMW. Електрониката е стокмена да ви направи едно посебно искуство во возилото, а што се однесува до луксузот, тој е изразен со соработката со прочуената компанија за кристал Сваровски. Но многу поинтересна работа е што ова 2,8 тони возило можете да го возите како, ќе повторам, компактно возило. Како компактно спортско возило, бидејќи ги има сите предиспозиции на вистински бомбардер со знакот на сино-белиот пропелер.
полека но сигурно завршува моето возење на BMW серија 7. Овој автомобил е фасцинантен по многу нешта, не само по својот изглед, не само по својата појава, не само по својата технологија која има, туку е едно вистинско BMW, иако е направен да биде и шоферска лимузина, значи да пружи врвно задоволство на задните седишта, сепак BMW останува она што е и возачки ориентирана лимузина. Со своите перформанси никого нема да остави равнодушен, а со цената која е почетна од 139.500 евра се вклопува во милето на премиум сегментот на овој тип лимузини. Но со една напомена, дека BMW влегува веќе во луксузниот сегмент. До гледање.